Од Мото Гран При шампионатот полека се селиме на боречките вештини, каратето и понатаму еден од македонските најуспешни спортови. Наташа Илиевска е нашиот последен медалист кој што се врати од Европското првенство со сребрен медал. Но ние во нашето студио го имаме за гостин Дејан Милошевски, уште еден репрезентативец од репрезентацијата на Македонија Ново Кати. Наташа Илиевска беше во борби. Добар ден и добре дојде во нашето студио. Дејан Милошевски, колку долго време се занимаваш со карате, но претходно може ли малку да го прокоментираш успехот на твојата колешка репрезентативка од тимот во борби? Како што кажавте, Наташа Илиевска освои второ место на Европското првенство во Хрватска. Во финале се бореше со Хрватка. За жал изгуби, но се избори доста добро покрај незините повреди што ги имаше и на ногата и на раката. И го освои второто место и стана вице шампион на Македонија, на Европа, пардон. И тоа представуваше големо задоволство, голема среќа за нас, затоа што освоивме и вице шампионска титула. Исто така имаме уште еден вице шампион, Иво Цветковски, и тој имаше исто вице шампионска титула на прошлото европско првенство. Инаку бевме за прв пат настапивме на Европското првенство и ката тим машки и освоивме 7 место во Европа и се покажавме доста добро, затоа што и работевме многу краток период, околу 6 месеци, а другите екипи работат и со години и се актуелни светски прваци. Колку долго ти се занимаваш со карате спортот и веќе спомна дека си само 6 месеци во македонската карате репрезентација. Па кога започна ти со каратето всушност? Со каратето започнав уште во далечната 1995 година, кај мојот прв учител по карате, учителот Лазе, и потоа следеа низа на турбуленции во карате спортот во Кичево, но успеав да се одржам до ден денес. Денес сум член на карате клуб Металург во Скопје, каде што главен тренер е сенсеј Мирчо Јанушевски, а воедно и селектор е сенсеј Мирче Опеловски од Шведска. Тој е наш селектор за кати. Исто така мој личен тренер е и сенсеј Борче Лескаровски. И од кога сум дојден во Скопје, активно се бавам со каратето. 5 дена во неделата тренираме и се спремаме за нашите настапи. Каратето не е само спорт со кој што се покажува силата или одбранбена вештина, туку е нешто повеќе. Која е филозофијата всушност на карате спортот? Каратето некои го сметаат за спорт, некои за вештина. Вистинското карате филозофијата е тоа што има постојана релација помеѓу духот и телото, кое со напорно вежбање и со многукратно повторување на техниките се дојдува до совршенство, а тоа се скромноста, брза акција, многу се доведува духот до многу смирено ниво, а тоа и сршта на зен будизмот, основните правила на бушидото, а и тоа и основното правило на карате филозофијата воедно. Карате филозофијата во Македонија каква е сватена? Колку луѓето во Македонија се потпираат на оваа карате филозофија за да имаат успех, а колку тоа го прават светските екипи? Па кај нас многу, за жал, многу малку се потпира на карате филозофијата, затоа што каратето е начин на живот, начин на живење. Тоа имате на поговорка: го почнуваш каратето, каратето не завршува. Го вежбаш цел свој живот, затоа што е прекрасна вештина и си има своји ритуали на започнување на тренинг и на завршување на тренинг. Мора да се каже дека пред започнување има кратка медитација, мокусо, која го спремаш вашиот ум за тие техники што треба да ги вежбате, се исклучувате од реалниот свет и влагате во вашиот свет, во вештината во карате. И исто така, кога ќе заврши тренингот, пак следи кратка медитација и излегувате фактички од тој свет и доаѓате во реалниот свет. Има доста голема спиритуалност, имаме голема дисциплина, покорност, се знае точно хиерархијата, авторитетот кој е главен, кој е со помало знаење од понизок ред и така. Колку оваа медитација ти помогнала да ги оствариш сите своји успеси и на надпреварувачко ниво? Бидејќи видиш пред тренинзи ја употребувате,
поголем медал од каратистите, најверојатно и ти. Исто така ја употребувате медитацијата, најверојатно и пред почетокот на надпреварите. Колку таа придонесува? Каратето како филозофија не вклучува такмичење. Тоа беше воведено со спортското карате. Такмичењето е доста специфичен настан, затоа што цело време вежбаме во еден затворен простор и излегуваме на такмичење. Тука имате голема врева, големи фактори на вознемирување. Тука да покажете голема сталоженост, смиреност и техниките да ги изведите во полн ефект, тоа представува вистинско совршенство. Така успевате да се воздигнете. Значи, медитацијата не е ништо друго освен концентрација. Значи, се концентрирате на настапот, на вашите чувства. Значи, мора да ги совладувате вашите, да ги контролирате гневот, емоциите. Многу интересно е, ако го проведеме името карате. Кара значи празно. Те значи драка. Значи, уметност со празна рака. И сега, ако се погледне низ призмата на филозофијата на карате, имаш нешто празно, што со многу години вежбање, значи ве доведува до совршенство, до многу поголемо, повисоко ниво, а фактички зборчето е празно. Кара празно, те рака, празна рака или уметност на празна рака. Колку каратето како спорт, спортското карате или каратето како вештина е застапено во Македонија? На времето имаше голем број карате клубови, колку што се сикам, сега каква е ситуацијата со... Кај нас во Република Македонија го донесоа главен виновник за каратето што се префали во Република Македонија е сенсеј Илија Јорга. После Илија Јорга следе плејада на големи мајстори во Македонија, но за жал денеска е во помал број, но сепак имаме и верни атлети. Како што кажа мојот колега Иво Цветковски, Наташа Илиевска, тие сега се веш примери. Исто така и Тамара Рибарска, Сања Николич и ред други каратисти. Да, тие се едни од најзаслужните за ширењето. Тие се помлада генерација. Колку ката тимот или настапот во ката е потежок од настапот во борби, бидејќи во катите се вежба тимски, значи повеќе луѓе се во тим, а исто така се изведува и самостојно. Колку е тука важна концентрацијата, филозофијата и колку е тоа потешко од борбите? Како прво, катата представува, е дефинирана како уметничка борба. Значи се борите со замислен противник, но исто така е многу важно да се напомене дека во катата има точен редослед на блокови и елементи кои се пренесувале од колено на колено, значи во почетокот се чувале како многу нешто свето како што е, затоа што во почетокот каратето било и света вештина. Ги креирале катите за да може да се префрлат. Значи катите се еден вид на трансмитери за каратето. Кога се настапува во дисциплина кати, треба да се има голема концентрација, многу се гледа на форма, на кихоно, на техниката, на експлозивноста, на времето, на изведување на удар, дишењето, исто така кијаето, тоа е крикот, смртоносниот удар и координацијата. Во катата им е најважна координација, значи сите тројца што работат треба да работат како еден. Во борба се применува истото што се работи во катата, но тоа што во борбата се остава на противникот да се одлучи за која техника ќе ја користи, во зависност од ситуацијата во која се најдува, од точната дистанца, од техниките со кои го напаѓаат и така натаму. Колку каратето е опасен спорт? Дали во борбите има контакт меѓу натпреварувачите или сето тоа се завршува до одредена близина на ударот? Старото карате се работеше без заштита, значи без нараквици и имаше доста големи повреди и се воведоа заштити. Сега се очекува да каратето влезе во олимписки спортови, само дисциплината борби и се воде и заштитни маски на главите до кадети, а за сениори и јуниори е дозволен контакт. Колку е тој контакт опасен? Колку може да нанесе повреда во борбата? Па може да нанесе, имало случај на кршење на нос, сега имаше на Европското првенство во финале имаше борба со Русија на една
и го пукна забот, предниот зап. Значи има јаки удари. Затоа катата е можеби побезбедна малку. Катата е побезбедна, но и во катата може да настанат повреди, но не толку колку што може да настанат и во борбата. Што би им препорачале на сите оние кои што сакаат да тренираат карате или да се занимаваат со оваа боречка вештина, не мора да додат на настапи, колку се тоа придонесува за поголема концентрација при учење, при извршување на секојдневните обврски? За каратето многу важно е повторувањето, значи мора да се повторува. Затоа јас имам една изрека, секојдневното вежбање ти ја буди свеста, ти ја бистри душата, те прави помудар, вежбај. Што ви да вежбате, треба да вежбате со голема љубов, со голема почит. Мора да напомнам дека во каратето пред починање и пред завршување, било во кат или во борби, следи поклон или на јапански реј. Тој поклон символизира многу нешта. Прво, респект, почит, респект кон самиот себе, кон противникот, кон тие што те гледаат, кон самата карате вештина, значи има големи корења, затоа што каратето е како дрво. Имаме на почеток големи корења, значи постојана лоза, традиција, здравје, потоа иде корења, значи тоа е кихонот, техниката, па имаме разни гранчиња, гранчињата символизираат различните дисциплини, кати, борби, дуел и така натака. Имаме и на крајот сочни плодови, тие се харикираат овде дека тие служат за пренесување на каратето. Или исто така имате уште еден поим, шухари. Шухари е составен од 3 збора, шухари. Шу е првиот збор, што во превод значи дека се учи покорност, традиција, почит, значи самоконтрола, самодисциплина. Во ха е вметнато дека излегувате од тие граници што ги учите, од тој кихон и се преиспитувате, ги тестирате тие техники, го работите бункаито, бункаито е објаснување на карате техниките и на крајот следи ри. Ри представува точка која се постигнува после 3-4 дан. И тоа служи за дека треба да се пренесе. Значи, све што знаеме треба да пренесуваме на ините генерации. Колку каратето, ајде ќе се вратиме повторно назад на оној надпреварувачки дел, кои се следните планови на Карате Федерацијата на Македонија и кои се следните планови на вас како карате ката тим, бидејќи дефинитивно по ово објаснување претходно што го имавме, голем број луѓе ќе го засакаат каратето. Не се, кои се следните настапи кои што го очекувате? Нашите планови како ката тим сега имаме во Кордоба во Шпанија светско универзитетско првенство. И сега се спремаме за таму и како што кажав, ние сме многу млад ката тим, имаме доста работа, но сакаме да бидеме меѓу првите тројца во Европа како ката тим. Дали има изгледи за да бидете меѓу првите 3? Треба да се работи многу, година до 2, после тој период мислам дека ќе имаме такви резултати, затоа што сите тројца сме врвни атлети, големи карате мајстори и сакаме да вежбаме и ќе го направиме тоа. Имаш голем број освоено медали и пехари до сега, се надевам дека и во иднина ќе го постигнувате истиот успех вие како надпреварувач и целата репрезентација на кати во Македонија, па зошто да не ви видиме и светски шампиони по 2 до 3 години, па да се гордееме, да кажеме дека Дејан Милошевски, гостин на ТВАБ канал, беше и светски шампион. Ви благодарам за гостувањето. И на вас за поканата.